Ви благодарам. Штована председавач со комисијата, обично не учествувам во работата на оваа комисија од принципиални причини, затоа што начинот на кој што се води, на кој што се поставуваат точките на дневен ред нема ништо ниту блиску, не па заедничко со Европската Унија. Она за кое што денес решив да разговараме, самиот начин на однесување на председателот на комисијата. Вчера сакам да известам јавноста, се дебатираше 12 часови, но пред да започне дебатата строго се прекршија основните деловнички насоки, каде што кога се утврдува дневен ред, секој пратеник кој што е на самата седница има право да предложи точка на дневен ред, има право да предложи седнување точка на дневен ред и има право да предложи изменување на дневниот ред. Самите стенограми и видеата кои што се снимаше вчера во сала број 6, можеме да видиме дека имаше тројца пријавени за измена на дневен ред. Збор председателот на комисијата му даде само на еден и на насилнички начин се донесе дневниот ред и брзањето за оваа седница, што навистина е ван цивилизација и ван придобивките кои што треба да ги има посебно оваа комисија за европски прашања. Вчера работевме до 22 часот, гледам утрово господинот Арбер Адеми не е тука. Не знам од што се изморил толку многу, па ве пуштил вас, но за тоа дека ќе има соодветна пријава за вчерашното поведение, за донесување на дневниот ред, ќе има да се знае што се подразбира под кога ДУИ води комисија за европски прашања. Тоа е се, само не е комисија за европски прашања, можеби е комисија за некои си пазарџиски бизнис прашања. Додиме поред. Имаме закон во кој што министерот, кој што го предлага, исто така од ДУИ, очи му нема видено во министерството, во собранието, а и во министерството очите не му ги виделе. Не знам дали чувствувате одговорност да, разбирам да ги полнеше стокови резерви, да имавме полни стокови резерви, па таму некоја работа да завршеше, зошто не е овдека и да ги објасни председател и објасни зошто нема јавна расправа. И од што тоа бегате за да нема јавна расправа. Ако развиваме риториката на абдицираниот премиер и првиот вице-премиер, секоја втора реченица им почнува или им завршува со зборот транспарентност. Ако толку многу транспарентни, зашто се бега од јавна расправа? Зашто не сакаме да ги слушнеме луѓето кои што се експерти во областа за која што ние уредуваме закон? Колку од нас овдека има геолози да прашам? Ич. Колку од нас има инженери кои што се занимаваат со рударство, со ископ на минерали во собранието? Ич. Доколку определена политичка номенклатура смета дека е најумна и дека не треба воопшто да има стручно мислење, јас не мислам така. Јас мислам дека за ова законско решение треба да има јавна расправа. Мислевте и вие така, колеги, дека не ви се јават, односно дека бизнис интересите не се јават кај што треба, па да ви кажат дека и не била толку неопходна јавната расправа и според мене тоа не е во ред. Не можам да разберам, вели се укинува ограничувањето дека лицето кое учествувало во изработката на геолошката документација не може да учествува и во изведувањето на геолошките истражувања и дека ова ќе важи само за основните геолошки истражувања, бидејќи овие истражувања ги врши геолошкиот завод, односно државата. Дали сте го прочитале законот? Очигледно не. Понатаму вели, побарање на концесионерите и субјектите кои изработуваат геолошка документација, извршена е оваа измена затоа што во пракса не треба да има ограничување за изработката и изведувањето на геолошките работи од исти лице, така пишува, туку ограничувањето треба да биде во делот од надзорот, каде согласно постоечкото законско решение, надзорот не може да врши
лице кое учествувало во изработката на геолошката документација изведена во истражувањата. На законов не може крај да му се фати. По 8 реда реченици, тавтологија, очигледно преведен или издиктиран. Еве, бидејќи вие сте го читале, а јас еве, иако сум читал, не можам да го разберам, ве молам, земете реплика и објаснете ми оваа реченица, и претпоставувам дека најголем дел јавноста не е јасна. На брзање, копирано ли е, нарачка преведена ли е, не знам, треба да објасните. Кога ќе демонстрирате ароганција на колегите од опозицијата, нему да заборавите дека и ваши коалициони партнери нема да го гласаат законот. И ќе си останете убав сончев ден само со ароганцијата, со исмевањето на другите, и тоа е добро за вас, ама лошо за граѓаните, бидејќи за жал се уште се управувани од страна на вашата неспособност. Понатаму, вели вака: со стапувањето на сила на овој закон произлегува обврската Министерството за економија во согласност да ги усогласи одредбите од Законот за минерални суровини кои уредуваат спроведување на управната постапка со одредбите на новиот закон за прекршоците. Тоа е во ред. Продолжува: со предлог на законот се овозможува намалување на износот на глобите за субјектите доколку согласно Законот за трговски друштва се класифицирани како микро или мали трговци, додека за останатите трговци класифицирани како средни и големи, износот на глобата во поголемите прекршоци се предлага да биде зголемен. Тоа значи дека оние кои сега се мали ќе платат мали или незначителни казни, ќе имаат поголем интерес да не ги фатат при правење на прекршоци и загадување на животната средина, а кога веќе ќе порастат и ќе бидат големи, тогаш казни секако нема да плаќаат, бидејќи големите риби во оваа држава казни никогаш за ништо не плаќаат. И не можам да разберам кое е ова логицирање на начин што ако си мала фирма ќе плаќаш еден износ, а ако си многу голема ќе плаќаш друг износ. Не. Правилната логика кај мене вели, ако ја загадуваш спротивно на закон животната средина, ќе си платиш казна. Дали си мала, средна или голема фирма, јас воопшто не можам да видам разлика и затоа очекував тука да дојде Крешни Бектеши да ни објасни што е разликата помеѓу малите и големите фирми. Дали овие маливе... сега вака, понатаму. Околу тоа зошто законов е ставен на Комисија за европски прашања, вели дека глава 5 преглед на регулативи од други правни системи и усогласен на предлогот на закон со правото на Европската Унија и вели Директива 2006/123 на Европскиот парламент и на Советот од 12 декември 2006 година за услугите за внатрешен пазар. Определена регулатива за услуги од внатрешен пазар нас ни се представува како регулатива за усогласување со правото на Европската комисија. И според мене тоа исто така воопшто не е во ред. На крајот на денот треба да знаете сите дека јавна расправа е институт во кој што јавноста ќе биде целосно запозната, ќе можеме да слушнеме стручно мислење не само од засегнати страни, од овие мали и големи бизниси кои што ги имате, од луѓе кои што животот го оставиле практично на зачинена на животна средина, на минерали и така натаму. Како пратеници и ние ќе научиме нешто, но најважно од се, граѓаните ќе имаат еден правичен и добар закон. Ако ние мислиме дека владата преку министерот од ДУИ Крешни Бектеши ќе ни предложи закон, кој што е од ДУИ, а председателот на собранието од ДУИ ќе го стави Арбера Деми на комисија од ДУИ и дека со тоа ќе направиме подобар закон, јас не се согласувам. Можеби ќе направите подобар закон за да функционира коалицијата поподмачкано, но тоа во никој случај нема да представува интерес на ниту една целна група на која што и се обраќаме од ова собрание. Гледам дека немате нерви да слушате од преходно, тука ќе ја завршам мојата дискусија.
Јавноста треба да знае што се случува. Благодарам.